Добро вечер. Централниот политички настан од изминатиот викенд е основачкиот конгрес на ВЛЕН. Политичката структура која од коалиција на 5 различни субјекти се претопи во една единствена политичка партија. Велат дека ќе видат партија што на политичкиот спектар ќе се позиционира центар-десно, партија што ги брани правата на албанците без комплекси, но во исто време сериозно зборува и за развој, функционална држава и за иднината. ВЛЕН стартува и како партија со една специфика на каква што досега не сме сведочиле во земјава, а тоа е двојното лидерство. На чело на партијата како ко-председатели застануваат Изет Меджити и Билјал Касами. Опозицијската ДУИ токму во ова гледа доказ дека, како што велат, во ВЛЕН има фракции уште пред да почне да функционира. За основањето на новата партија, плановите и предизвиците, вечерва во 360 степени ќе разговараме со Билјал Касами, председател на ВЛЕН. Добро вечер и добре дојдовте. Фала. Прво за името на партијата, и на кирилица ќе биде ВЛЕН, не се преведува. Да. Значи немаме вреди, туку ВЛЕН, така? Значи тоа е име, не е кратенка на некои други зборови, туку име на партијата ВЛЕН. Како што беше Беса, впрочем. Да, иако значи, има значење зборот ВЛЕН. И Беса имаше значење, но беше Беса. Беса. Да. ВЛЕН, нема вреди. Нема вреди. Не знам дали добро забележав, но ми се чини дека на конгресот и вие и лидерот, колидерот Изет Меджити бевте облечени во костуми во вратоврски со иста боја. Имаше порака во тоа? Не, и беше интересно што пред тоа Изет забележа, вика добро што немаме исто одело, пошто ќе испаднеше дека, да? Но беше случајност. Но добра случајност, значи дека прилично слично размислуваме. Ми рекоа дека тоа биле боите на ВЛЕН. Да, и тоа е исто, значи црвена на плава, позадина, тоа е се боите на ВЛЕН. На социјалните мрежи видов критики пред се од албанци во земјава затоа што конгресот сте го отвориле со химната на Европа. Ги видовте? Да, ги видовме. Мислам дека тоа се хистерични реакции на особено ДУИ и нивните поддржувачи, затоа што тие ги држаа нивните поддржувачи дека ВЛЕН никогаш нема да биде една партија, кога стане една партија со нешто требаше да не напаѓат и тоа, но едноставно на денот на Европа мислам дека подобра порака не можевме да испратиме, освен тоа дека сите сме заедно граѓани на Европа и сакаме побрзо да бидеме и формално правно дел од Европската унија. Тоа што конгресот се одржа на денот на Европа, зошто на тој ден нели е малку иронично со оглед на тоа што земјава во моментот е блокирана на европскиот пат, а вие сте дел од владата. Како ВЛЕН? Не, ние значи сакавме да испратиме исто порака дека ВЛЕН останува силно на патот кон Европската унија и тоа и го покажуваме секојдневно и во нашите разговори, контакти, комуникации со коалициониот партнер во случајот со ВМРО ДПМН и со премиерот Мицковски. Сигурно дека сме подготвени да помогнеме и во делот на олеснување на овој процес, особено во разговорите и со нашите пријатели во Бугарија, во Софија, каде што веќе се надеваме дека брзо ќе имаме влада, и тоа стабилна влада, ќе имаме партнер со кој ќе може да разговараме како нашите одлуки за внес на бугарите во уставот да кулмират со силна поддршка од Софија за продолжување на евроинтеграцијскиот процес на државата. Ќе зборуваме на оваа тема малку подоцна во емисијата, да останеме на конгресот. Прв се обрати премиерот на Косово, Албин Курти. Тој неспорно е еден вид покровител на ВЛЕН од самите почетоци. Зошто ви е потребен тој тип на патернализам, господине Касами? Еве конкретно од Приштина. Не гледам како патернализам, повеќе гледам како соработка која е во процесот на интеграција на државата во Европската унија. Тоа е нормална соработка на партии. Значи, ние пред неколку време бевме дели од Конгресот на
ВМРО, каде што имаше неколку партии од народните партии, преседатели на народните партии по Европа кои беа директно поддржувачи на ВМРО како сестринска партија. Така да ова повеќе го гледам како соработка на партии кои гледат како нашите држави да просперираат кон Европската Унија отколку како патернализам. Ако сме околу ЕУ, например, Албанија е понапред и од земјава, а многу понапред од Косово. Во таа смисла, можеби, Еди Рами, ако се обраташе, ќе беше пологично. Се надевам дека е така. Објаснувањето што го зборувате. Се молиме дека Албанија и секоја држава од Балканот што побрзо да биде дел од Европската Унија, затоа што тоа е барање на граѓаните на овие држави, но во поглед на реформите, освен ова што ние како главно барање во процесот на интеграцијата, мислам дека ни Македонија не заостанува многу во процесот, затоа ние сме силно посветени да што побрзо имаме влада во Бугарија и да седнеме сериозно да разговараме како да се тргне таа прешка и да видат граѓаните дека Македонија многу брзо може да стане сериозен кандидат за продолжување на преговорите. Зошто Албин Курти, а не Еди Рама? Мислам дека и за општата јавност е веќе очигледно дека постои еден тип на ривалитет, на разлики во пристапот на Приштина и Тирана кон политичката сцена во Македонија. Влен е на некој начин протеже на Курти, дуе на Еди Рама. Зошто не ве сака Еди Рама? Неодамна сведочевме на еден случај во кој што шефот на дипломатијата на Албанија наводно хоџа албанците во земјава ги нарекол идиоти, мислам дека такво нешто имаше. Видете, ние не би сакале да биде така, но се гледа дека има такви преференции политички, да кажам. Јас би сакал и Приштина и Тирана да прават разлика меѓу политичките преференции и државната, односно институционалната соработка. Кога Дуј беше во владата, иако се гледаше преференцијата од страна на Тирана, од страна на Еди Рама, сепак ние ги оправдувавме дека тоа е сепак институционална соработка меѓу две влади. Но во ситуација во која веќе Дуј е во опозиција и да биде повикан, например, преседател на една политичка партија на еден меѓувладин состанок, средба, каде што беа министри и други владини функционери, во ситуација кога лидерот на опозицијата нема ниту една извршна позиција, веќе се гледа дека тоа е повеќе политичка преференција и да не кажам злоупотреба на институции за претожирање на некои политички лидери, отколку соработката што беше претходно на Тирана со Скопје во делот на Еди Рама и Али Ахмети. И сега истата соработка со Албин Курти повеќе ја гледам како институционална соработка меѓу Приштина и Скопје отколку како партиска. Значи не би сакал, како што не би сакал ни Тирана да повеќе не гледа од политички аспект, од партиски аспект, ни Приштина да не гледа со Приштина веќе се гледат и резултатите. Значи ние со Косово веќе имаме едношалтерски систем кој далеку го олеснува процесот на движење меѓу Косово и Македонија, што не е случај со Албанија. Само поради ваквите политички преференции ние уште немаме едношалтерски систем со Албанија. Затоа би сакал повеќе соработката да биде институционална, иако може од политичка перспектива секоја партија може да соработува со секоја дали внатре или надвор од државата. Ко-председателот на Влен, Изет Меджити, беше во Тирана. По оваа изјава што ја цитирав, да не ја повторувам, тој грд збор од министерот за надворешни работи на Албанија, се разбра, барем на некое елементарно ниво? Па се надевам дека се разбра, но тоа што е најважно беше пораката од Влен, пренесена преку господинот Меджити, дека без разлика што може да каже Тирана, ние сепак ќе
нели обстоиме да комуникацијата и соработката да биде институционална. Се додека нели социјалистичката партија на Еди Рама е во власт во Албанија, ние ќе се надминеме себе си поради и нели по ваквите изјави да бараме врата за соработка, и во тој дел значи беше пренесена пораката дека ние ќе продолжуваме да гледаме во Тирана еден добар сосед и да гледаме една држава која и по устав треба да се грижи за албанците во Македонија, а не само за Али Ахмети Дуи. Една од дилемите што се слуша е поврзана со обединувањето на Влен во една политичка партија е дали тоа е вистинско, дали тоа е суштинско. И сега, например, логичното прашање би било, ако сте едно, тогаш зошто двајца председатели? До сега албанците, особено во Македонија, патеа од нели узурпација на позицијата председател на партијата. И тоа се случуваше со неколку партии, па после имаше поделби, имаше нели секаков вид на поделба на политичката сцена. Носени од ваквата ситуација реална, ние веќе се соединивме првично како една коалиција за да работиме долго време, околу 2 години, и да видиме кој е најдобриот модел нели за да бидеме заедно, а да се намали опасноста од поделби после тоа. И ова се најде како најдобар пример и модел. Значи не е само принципот на двајца председатели, туку генерално, значи, место еден председател, лидер, нели, неприкосновен, ќе кажам, кој ги носи одлуките во сите други политички партии, овде имаме председателство, овде имаме едно колективно тело, каде што генерално одлуките ќе се носат помеѓу тие 5 членови на тоа тесно председателство на Влен. За публиката да кажеме, вие со господинот Меджити сте копредседатели, има двајца подпредседатели, пратеничката Мимоза Муса и Беким Ќоку, исто така пратеник, и има секретар партијата, тоа е вице-премиерот Беким Сали. И ако се види од каде потекнуваат политички, сите доаѓаат од една од 5 структури кои што рековте дека се обединуваат. Сега, ова нели е практично санкционирање на поделбата? Напротив, мислам дека е нели еден модел кој ја пресликува реалноста на тоа што доаѓаме од 5 различни структури, каде што секоја од структурата сака да биде дел од носењето на одлуките на идниот субјект. И во тој дел сакам значи тоа сака да продолжам во тоа дека не е само моделот на двајца председатели. Нашиот модел на водење, раководење со Влен е покомплексен, каде што одлуките ќе се носат со консензус. А ако не е нели возможен консензус, ако може да се носи од овие 5-4 да бидат про некоја одлука. Така да ова за нас е некоја заштита од било кој, дали јас, дали господинот Меджити, дали било кој во ова тесно председателство да се обиде да ја узурпира позицијата, затоа што Уште еднаш да објасниме, председателството од 5 луѓе, овие што ги кажавме, двајцата копредседатели, двајцата подпредседатели и секретарот, ќе се обидуваат одлуките да ги носат со консензус или со најмалку 4 гласа. 4 спрема 1. Добро. Значи затоа, ова е најдобар пример дека во Влен нема да има узурпација на позицијата. Значи во ситуацијата ако јас нема да се согласувам со некоја одлука, ако сите 4 членови на ова тесно председателство нели ќе бидат едногласни, тогаш одлуката ќе се носи. Така да ова е најдобар пример како ние да нели имаме политичка партија, субјект кој ќе служи на членовите, ќе служи на граѓаните, ќе служи на албанците. Политиката се артикулира и преку изјави. Еве, вечерва вие настапувате во 360 степени, Изет Меджити веројатно негде на друго место, и вие не можете до збор да имате исти изјави, исти ставови. Која ќе ја сметаме за релевантна, да речеме, за некакви битни
теми во општеството. Па се надевам дека нема да има големи сериозни разлики помеѓу нашите изјави, но и да се случи, пошто сме луѓе, тогаш ќе има официјална изјава координирана од Влен, која ќе оди од пиар центарот на Влен. Какви се вашите лични односи со Изет Меджити? Па сега види, ние сме луѓе, да не кажам одлични, па после да испадне некоја во меѓувреме некое недоразбирање по различни позиции, ситуации, моменти, но сепак мислам дека досега беше прекоректна и понатаму ќе биде коректна. Имате меѓусебна доверба? Да. Јас можам да кажам дека не само со господин Меджити кој ќе биде ко-председател на Влен, туку и со другите имаме доверба дека заедно имаме капацитет да работиме, да на албанците и на сите граѓани во Македонија да им понудиме еден нов модел каде што заедништвото ќе надвладее над поделите. Како фрагментираноста се обидувате да ја преведете сега во единство подолу во партијата? Како ќе функционира тоа? Па уште еднаш ќе повторам, значи не ова фрагментирање, туку е соединување. Ние и во едно семејство имаме различни мислења, различни ставови по различни ситуации, но добро функционално семејство е тоа што се разбираат меѓу себе и сепак одлуките кои се носат се во интерес на целото семејство. И во рамките на Влен различностите од кои доаѓаме, ние ги претопивме во една идеја која е над сите индивидуални ставови и позиции. Затоа ценам дека Влен не е времено здружување на различни индивидуи, различни структури, различни субјекти, туку е една идеја која се бараше долго време кај албанците во овие 30 години на плуралистички систем, каде што албанците само се поделија, се формираа нови партии, тие партии после едно време се разединија. За прв пат во историјата на албанците, но и во државата, 5 политички партии се сплотуваат во еден политички субјект. Вие сте сведок и учесник и во интеграциите и во дезинтеграциите, сакам да кажам, во Па да, значи не само јас лично, значи да, и лично сум произлезен од такви процеси кои исто така беа тешки и процесот на соединување на овие 5 субјекти во еден исто така беше тежок, но пак ќе повторам, значи идејата и барањето, потребата на граѓаните да имат еден силен политички субјект кој ќе ги представува во едно ново водење на политиката, нов начин како да се служи на граѓаните, наместо да се узурпират позициите и власта, што беше ситуација до сега, ние ја прочитавме таа порака, тоа барање на граѓаните, ги надминавме нашите индивидуални егои и сега сме заедно и можам да гарантирам дека Влен во оваа ситуација ќе биде долгорочно решение за решавање на прашањата кои се отворени за албанците и за сите граѓани. Малку околу политичката платформа, повторувате дека ќе сте партија на десниот центар. Што во смисла на вредности и принципи значи тоа, господин Касами? Тоа е многу важно исто така да се потенцира и да кажеме дека во тој дел од прилика сме слични групации кои веќе стануваме една политичка партија, стануваме позади вредностите на семејството, вредностите на институциите, на пазарната економија, на претприемништвото, поддршка на младите и моралните вредности на општеството. Значи, се работи за прашања кои досега, особено кај албанците, не дека има голема вредност во праксата, само беа дел од политичките програми. Ние знаеме дека и во тој правец има политички партии кои беа леви, а носеа десничарски политики или беа десни. Значи, кај албанците за прв пат и во тој дел се етаблира една политичка партија која јасно идеолошки е профилизирана. Да, и прв пат како да гледаме партија која што барем на основачкиот конгрес
зборуваше и за идеологија и вредности, а не само за етничкиот предзнак во политиките што сака да ги спроведува во иднина. Вие во вашиот говор меѓу другото кажавте: не ни треба политика што живее од кавги. На албанците им е потребна политика што гради, планира и размислува надвор од мандат. Това предпоставуваме некаква реплика на владењата на Дуј. Па не само декларативно, и во пракса ние сме покажале досега дека се обидуваме да бидеме над кавгите и секојдневните конфликти. Јас и во моето владење во Тетово можам да кажам дека сум горд што многу од одлуките во Советот на општината се носени со консензус и со поддршка на сите советници. Значи, ме знаат мене во Тетово дека не гледам на мојата лична позиција над сите други и да се обидувам со секого да најдам начин како да се скараме и како да се обидуваме политички да профитираме од тоа. Мојата политичка кариера ја градам во служба на граѓаните и затоа градењето на училишта, градењето на патишта, градењето на инфраструктура, на можноста да младите да останат тука во државата е заеднички интерес и на албанците, и на македонците, и на турците, и на сите заедници во државата, и на позиција и на опозиција. Затоа работата, службата и реализирање на проектите во интерес на граѓаните, мислам дека треба да биде над кавгите и над поделбите. Уште малку од вашиот говор. Ќе бидеме конструктивни кога државата ќе се движи напред, но ќе бидеме решителни кога ќе бидат засегнати албанскиот јазик, Охридскиот договор, правичната застапеност и институционалното достоинство на албанците. Но токму на овие теми од Дуј стигнуваат и главните критики до Влен, до вашиот статус во владата, критики за инфериорност на Влен во однос на главниот партнер во владата, за деградирање на правата на албанците кои што беа изборени во изминатите децении. Зошто Дуј го зборува тоа? Видете, затоа што тоа беше една политичка епока каде што дури создаде во некој дел и јавно мнение дека на албанците им треба повеќе фолклор отколку решавање на реалните нивни проблеми. Ние знаеме дека само законот за употреба на јазиците 2-3 пати се носеше и 2-3 пати Дуј ги победуваше на изборите со тоа што викаше дека сега конечно веќе албанскиот јазик е официјален, а никогаш не донесе закон за албанскиот јазик. Исто така знаеме дека и во делот на универзитетите. Чекайте, како не донесе закон за албанскиот јазик? Сакате да кажете дека се вика закон за употреба на... Официјално немаме закон за албанскиот јазик. Тоа е пред се поради уставната норма. Океј, ама и уставната норма ние сме разговарале и сме во тоа да се тргне. Тоа 20%, мислам дека особено македонците се почувствителни во тоа како е некому да не му признаеш име, да не му признаеш идентитет, да не му признаеш јазик. Значи албанскиот јазик е албански јазик. Инаку ако сме фер, сепак употребата на албанскиот јазик е на едно високо ниво во државата. На едно високо ниво што не е идентично со македонскиот, но е се втор согласуваме државен дека јазик. треба да работиме понатаму за да се употребува уште повеќе, затоа што тоа е вредност, а не слабост на државата. Затоа мислам дека Дуј повеќе не напаѓаат во тоа што и нападот на Дуј према Влен е повеќе покажува нивната слабост во нивното 20-годишно владење. Добро, господин Касами, зошто не се носи законот за соодветно и правична застапеност? Па затоа што Дуј носеше преку ноќ такви решенија кои после испадна дека не се по закон и не се по устав и имавме такви неколку ситуации каде Дуј носеше одлуки за да после уставен суд да ги укине, Дуј претходно ги добиваше изборите, па после уште еднаш да донесеше уште ново решение, па пак така. Значи ние особено законот за правична застапеност е пример како ние ги решаваме прашањата. Ама не е
донесен. Значи, затоа изборувате од самиот почеток. Па не е еве донесен го речиси 2 години сте на власт. Не е донесен затоа што тоа е комплексно прашање. Значи, тоа е една од последните одредби на Охридскиот рамковен договор која не е исполнета, затоа што по Охридски рамковен договор и по устав треба да има законско решение за соодветна и правична застапеност. Дуи 20 години беше на власт, иако цело време се гордеа со тоа дека тие се причината за Охридскиот рамковен договор и не знам што, но никогаш не седна да го решат и тоа како прашање. Дали процентот на албанци во јавниот сектор е зголемен и е блиску до нивото на процентуална застапеност на албанците во вкупното население? Според на институциите, во случајот на на Народниот правобранител, 2025 година е зголемен процентот на албанците, иако немаше... Не, зборуваме од 2001 до денес. Не, за процеси зборуваме, оти вие велите не го решиле тоа прашање. Сигурно дека е зголемен и албанците веќе се сериозно застапени во јавната администрација, но не тоа што треба да биде, затоа ни треба закон за тоа што значи, уште ова сакам да го кажам, која е специфичноста на носењето на ваков закон. Значи, по сите демократски принципи, каде што ние тежнееме европското законодавство, не би требало да има вработување по етничка линија. Но, имајќи предвид дека во Македонија, во минатото, имаше дискриминација за вработување во јавна и државна администрација по етничка линија, нас ни треба ваков закон. Но, и во делот на критиките, кои се дека тој нема санкции, дека тој не е задолжител, не знам што. Значи, се додека има отпор на делот општеството во Македонија за вработување во случајот на албанци, на турци, на роми и на срби, на другите заедници, нас ќе ни треба политички договор меѓу политичките чинители во владата, за да тоа се најде начин како да се надмине. Значи, не е само може ли закон. само малку за контекст? Уставниот суд ја укина така наречената алатка балансер и вие рековте да, тоа ќе го замениме со нов закон за соодветна и правична застапеност. Се подготви една верзија, отиде на мислење во Венецијанска комисија, се врати мислењето, законот дури се усвои на седница на влада. Да. И сега зошто ја стопиравте процедурата? Свативте дека сепак не е тоа? Тука сакам да објаснам. Не, ќе оди. Значи сега помина во влада, ќе оди, по процедура ќе оди во собрание. Сакам ова да објаснам. Значи и досега, иако имаше балансер кој на многу техничко ниво го решаваше до крај прашањето на правичната застапеност, имаше злоупотреба. Зашто имаше злоупотреба? Затоа што кај нас пред да се гледа на тоа дека секој од народите кој е дел од ова држава ќе придонесе со нивното учество во државната и јавна администрација, се додека гледаме нашиот и другиот, се додека не ги гледаме работите дека ова е наша држава и сите треба да се поддржиме меѓу себе и сите треба да придонесеме за оваа држава, ќе ни треба политички договор за имплементација и на новиот закон и на претходниот балансер. Значи, ќе има корекции во овој закон што помина на влада? Па можно да има корекции, значи во собрание сепак пратениците тие кои ќе го носат законот. Во која насока преговарате со ВМРО да има корекции? Не, значи ние во делот на владата веќе сме го усогласиле законот и сме го брзо ќе се пушти во собрание, но ако во собранието пратениците увидат дека може и треба да се направи корекција, тоа е право по устав на пратениците. Сагам уште еднаш да потенцирам дека секој закон, дури и уставот, за да се имплементира, треба политичка волја од политичките чинители. Ние тоа сакаме да го покажеме, дека и во ова време, кога немаше ни балансерни закон, процентот на албанците на другите заедници во државната администрација е подобрен. Значи, поради тоа што ние имавме коректен политички договор во владата за да сите заедници да се вработуваат по нивната... Прашањето е како од една страна
да се почитува уставниот принцип, тоа е темелна уставна вредност, соодветно и правична застапеност, а во исто време и да се почитува принципот на мерит. И тоа не е лесно. Па затоа викам, значи во тој правец сега ќе имаме закон кој ќе биде и неспорно на повисоко ниво од тоа што беше балансерот, алатката. Тука уште да потенцирам ова дека сепак за прв пат ќе биде донесен закон. Тој закон, како и другите закони, ние не викаме дека е најдобар, дека е перфектен. После 4 години, после 8 години, кога да дојде дуј на власт, ќе го има законот, нека го подобрат. Исто така. Оти законот сам по себе нема да ги реши главните прашања, треба да се формира некаква комисија, па да се носи некаков друг документ на ниво на други институции, така што сам по себе законот не ги решава прашањата. Уставот сам по себе не ги решава, затоа има институции кои треба да ги следат уставот и законите и да ги решат проблемите на граѓаните. Кога ќе се носи законот? Се надевам дека брзо ќе оди, тоа е процедура, не сум упатен директно, значи во да не кажем каде заглави, туку во која процедура е во моментот законот, но тоа што го знае јавноста дека беше усогласен во рамките на владата и сега е процедура која ќе се пушти во собранието. А што се случува со прашањето за полагање на правосудниот испит и на албански јазик? Па исто и тука, мислам дека едно од проблемите кои ни ги остави Дуј, како и многу други работи, Дуј можеш да го реши ова. Во постојната законска рамка, особено по донесувањето на законот за употребата на јазиците, значи имаше законска рамка, министерот за правда кој долго време беше дали од Дуј, дали од коалицијските партнери албанци во рамките на претходните влади, кои не го решија. Сега, имајќи предвид дека тоа може да остане во добрата волја на министерот за правда за да го реши или не, ние сме одлучиле да одиме по линија на промена на законот и да биде законски санкционирано дека правосудниот испит по барање на студентите може да се полага и на албански јазик, за да не може Имате да разбирање со коалициониот партнер за тоа? Самиот премиер има кажано на неколку наврати дека и тој е за да се најде законско решение да се полага правосудниот испит на албански. Велите дека принципиелно сакате да им пристапувате на прашањето, но факт е дека и вие кокетиравте со одетничките теми, например. Еве, да се подсетиме на прашањето за формирање на Академија на науките и уметностите на албанците во земјава. Се сеќавате на таа тема. Сега не е актуелна, но беше многу, можеби пред една година. Се испостави дека има невладина организација со слично име. Рековте до државното финансирање на институција што ќе биде Академија на науките и уметностите на албанците, ние со општински пари ќе го финансираме тоа. Што се случи со таа тема? Не, видите, не е кокетирање. Значи, тоа е решавање на реални прашања, односно проблеми со кои се содруваат албанците. Во ситуација кога веќе имаме 3 универзитети на албански јазик, кога имаме, ќе кажам, 100 академици кои се подготвени да придонесат во развојот на ова држава, во сите академски полиња, мислам дека е дојдено времето да се размислува сериозно за пристапот на државата, на институциите према ваквите прашања. Ние сме свесни дека ако 90-тите години Државниот универзитет тогашен, Кирил и Методи, беше отворен за програми на албански јазик, немаше да има ни конфликти, немаше да има ни посебни универзитети на албански јазик, туку во рамките на постојниот државен универзитет имаше програми на македонски и на албански. И сега, значи, тоа прашање мора да се реши. Ние принципиелно се обидуваме, не конфликтуално, туку принципиелно се обидуваме да ги отвориме овие прашања. Има академици албанци во МАНУ. Па има, ма нема колку што би можело да придонесат албанците во МАНУ. Значи, и во ова прашање ние не гледаме и не сакаме да гледаме чисто етнички. Ние сакаме да испратиме порака до МАНУ дека
и албанците веќе се достасани до тоа академско научно ниво да можат да придонесат на академско ниво во развојот на давате пари на ова NGO? Па се обидуваме да им помогнеме и им помагаме за да можат да продолжат да функционират во правец на тоа да се создаде едно искуство на академска организација и на албанците. А на ниво на влада сте зборувале на оваа тема? Па разговараме и се обидуваме, значи за ова прашање да најдеме решение за тоа што не сакаме на било кој политички чинител во иднина да им дадаме уште еден силен аргумент дека албанците се дискриминираат во ова држава. Значи, кога би нашле, ја повторувам, како со случајот со универзитетот, кога би нашле реално издржано решение и за ова прашање, не може да биде политички злоупотребено утре од било кој. Значи, ние не сакаме ова, ниту ние, ниту некој друг да го злоупотреби. Дали ќе имаме договор? Знаете дека сега функционира, иако не е по етничка линија, функционира и Стопанската комора на Северно-Западна Македонија, каде во главном се организирани бизниси, предпријатија со албански сопственици. Ама тоа не е со јавни пари финансирано. Нема, сакам да кажам како законско решение имаше по закон само една комора. Тоа е Стопанската комора на Македонија. Се најде со измени на законот, се дозволи да има и други организации во тој правец и се реши проблема. Сакам да кажем и во делот на академската организација. Ако се даде поголема слобода за да може да се организираат и други академии, дали со јавни пари, дали со државни, дали со локални, ние сакаме да најдеме решение. Дали во рамките на постојната академија, дали со измени во законот каде што ќе се даде и друга можност за организирање на академско ниво. Мислам дека ВМРО-ДПМН беше против тоа. Едно е јасно, дека албанците веќе се спремни да придонесат во ова држава во академско ниво. Што е тоа национална агенда 2036? Ја спомнавте во вашиот говор на Конгресот. Да, значи тоа е еден нова визија за државата, каде што сакаме да покажеме дека како и со досегашните решенија, дека албанците се подготвени сериозно да придонесат ова држава да биде поразвиена, ова држава да создаде добри услови за развој на сите млади во ова држава. И во тој правец ние ќе подготвиме една платформа како гледаме и како ги гледаме албанците како важен чинител во развојот на ова држава и во процесот на евроинтеграција и во процесот на задржување на младите да не бегат од ова држава, затоа што гледаме. Ние сега овие денови циркулира по јавните медиуми изјавата на министерот за транспорт и врска, каде што вика дека во моментот на државата и треба увоз на 40-50 илјади работници од странство. Значи, за да не биде таа бројка уште поголема, ние мора да работиме да нашите млади останат тука. Кога го спомнувате Николовски, колку влен е дел од големите проекти во државата, тие инфраструктурните, да речеме, еве конкретно брзата пруга до коридорот 10? Видете, значи, една од главните напади која се составуваше новата влада беше дека со доаѓањето на ВМРО сите проекти во западниот дел на државата ќе бидат прекинати и парите ќе биле ориентирани во источниот дел, што не се случи. Знаеме дека работите и денеска владата веќе е на терен за инспекција на работите во делот на коридорот 8, се 10 пати е зголемен интензитетот на инвестиции до коридорот 8 што беше пред да дојдеме ние на власт. Исто така многу брзо ќе се промовират започнување на работите и во делот на автопатот Скопје-Блаце. Работиме заедно да се што побрзо да се објави тендерот за тунелот за патот Тетово-Призрен. Значи, интензивно се работи за проекти на целата територија на државата. Со брзата пруга во текста? Сигурно, значи, ние сме во текст со сите проекти
Тоа се проекти кои се дел и ние тоа го промовираме. Значи во рамките на тие проекти кои се реализираат во владата и 70 милиони евра инвестиција во болницата во Тетово, која нема да служи само на албанците, како што нема ни пругата во коридорот 10 да служи само на македонците или на другите. Во Кичево ќе се гради ли болница? Па ќе се гради, што ќе се гради во Тетово, ќе се гради во Кичево, ќе се гради низ целата држава. Ќе се гради автопат од Требениште до Ќафасан, бидејќи беше дилема поради во УНЕСКО. ниту еден момент не било дилема дали ќе се гради автопатот. Имаше изјави од министерот за транспорт дека тешко ќе помине кај УНЕСКО. Постојниот предлог, а не постојно решение, пошто уште нема решение, постојниот предлог каде би поминало имало забелешки од УНЕСКО. Значи од кога ќе се најде конечно решение во усогласено со УНЕСКО, мислам дека ќе се продолжи. Ако се видат, например, извештаите на надзорот, секаде мрда по нешто се случува, 4 делници се во прашање, од овие што ги гради Бехтел и Енка, само на овој план Требениште Ќафаса не мрда ништо. Ни една фаза не е почнала. Ама затоа што нема договор таму. Значи, ние имаме неколку... Ама значи има проблем. Нема проблем. Значи, не можеме, ние во државата не можеме сегде да работиме во исто време. Значи, во делот на коридорот 8, никој не може да оспори дека делот на коридорот каде што се гради од Гостивар до Букојчани, каде се гради интензивно. Делот од Кичево до Охрид се веќе се интензифира и ја пред неколку дена помина. Се гледа и Тетово Гостивар, да. Значи, во тој дел се гради интензивно. Не може сега да се отвори уште еден, државата нема реално капацитет да отвори уште еден бран инвестиции во тој дел. Да се затворат овие, па ќе се продолжи с едната фаза. Малку околу борбата против корупцијата, повторно вашиот говор на Конгресот, велите за нас државата не треба да биде плен. И тука нема многу филозофија, каде што се вклучени јавни пари мора да има одговорност, ќе скрата малку, каде што има вина мора да има и казна. Ние тоа го погажавме. Значи, ама еве, например, има многу кредибилни информации за многу проблематични легализации на бројни дивоградби во општина Чаир. Кадри на Влен ја водат општината. Овој принцип важи за нив. Ма важи за секого. Ние сме покажале, значи, ние за да гледаме на пристапот мора да направиме компарација. Дали за време на 20 години владење на ДУИ имаше некој функционер од ДУИ кој излезе пред лицето на правдата? Значи, требаше да падне ДУИ за да произлезе нивната корупција. За време на нашето владење има примери каде што наши директори, наши функционери се по, Во текли сте со овој случај на МЕПСО што ДУИ сега јавно го експонира за раскинатиот договор од страна на новото раководство, ставно збор за кадар на Влен со една босанска компанија која што требало да го гради далноводот кон Албанија, раскинате тој договор и по првичната одлука на одборот за спорови МЕПСО треба да плати 6 милиони евра, иако тоа е само првична одлука, веројатно ќе има арбитража. Да, значи сигурно дека сме во тек. Бев информиран од директорот дека се работи за проект кој, како што и вие рековте, требало да се изгради, досега не е изграден. Значи од операторот во случајот не се превземени обврските, реализирани обврските согласно договорот и согласно истиот договор од предпријатието донело одлука да се раскине договорот. Сега индикативно е тоа што овој одборот за спорови вели дека босанската фирма е во право, не е МЕПСО во право и вели дека државата треба 6 милиони евра да плати. Добра, ама треба да се разгледа посериозно, да се анализира таа процедура, кои се тие, како се и по кои да кажам, основи се донесени таквите одлуки и сепак има арбитража која ќе одлучи кој е во право, но едно можем да гарантирам дека во ниту еден момент државата нема да плати никакви пенали за тоа што све било по договор и по закон. Ќе видиме, ќе почекаме арбитражата се разбира. По многу најави одложувања се чини дека сцената сега конечно е поставена за да се случи реконструкција на владата. Влен го одржа својот конгрес, ВМРО ДПМН заврши веројатно со своите натрепартиски преструктурирања по нивниот конгрес што се одржа кон крајот на минатата година. Прво сакам да ве прашам, што се случи со вице-премиерот Арбен Фетај? Зошто не доаѓа на работа? Видете,
Ја можам да го кажам и мојот пример. Борбата со, да не кажам корупција, туку злоупотреба на јавната позиција е многу тешка борба. Значи, Фетај ја злоупотребува? Не, значи борбата со таа злоупотреба е многу тешка и треба силна личност и посветена за да оди до крај со тоа. Значи, не би сакал да кажам што тој мисли зашто се повлече, но едно е јасно дека немавме некој сериозен резултат во тој правец и најверојатно увидел дека не може, нели, да се носи со таа многу сериозна позиција и се повлече. Инаку нашата посветеност за борба против злоупотреба на државните институции, на јавните позиции останува. Тој зошто не е разрешен? И сега во оваа смисла, се уште е формално вице-премиер за добро владење, предпоставам зема плата. Треба ли да ги врати парите барем? Па видете, тоа за овие 2-3 плати што не ги сработал. Тоа веќе е нели негов личен, како да кажам, став и позиција по која треба тој да се произнесе. Инаку, поради тоа што веќе има некој начален договор брзо, ако не кон крајот на овој месец, почеток на јуни, да има реконструкција на владата, знаејќи дека процедурите за негово разрешување би траело до толку, владата, односно премиерот и владата не оделе по таа линија да се разреши за тоа што значи тоа треба да оди во собрание, па тој да се обрати и истото време ќе се троши. А каде вие се разидовте со министерот за социјална политика Фатмир Лимани? Па видете, ја го кажав тоа и на едно друго интервју. Искрено кажам, не можам да разберам што беше проблемот со министерот за социјала, затоа што кога сме се сретнале, не сме имале некоја кавга, не сме имале некој проблем. Значи, личните односи не ни беа до тоа ниво разрушени што едноставно да се оди по линија на негово разрешување и тргање од партијата. Не знам, уште не можам да сватам што беше неговата цел. Мојата поддршка за него беше безпрекорна, без некоја задршка. Дури имав критика од моите други сопартици дека го поддржувам, без да размислувам што би произлегло тоа понатаму, и почеток за пратеник, после за министер, после за кандидат за градоначалник. После завршувањето на локалните избори, неговиот став и позиција се сменија и почна полека... Луд беше нешто за односот во Кичево за време на локалните избори? Не знам, затоа што мојата поддршка и за Кичево беше... Кај него има уште една силна линија, врска, тоа е неговата лична со премиерот Мицкоски. Можно е тој сепак да остане министер од листата на ВМРО ДПМН? Тоа е веќе однос негов личен со партијата, со ВМРО, пошто тука мислам дека не може да биде и нема да биде пак личен став ни на премиерот, како што не е ни мој во рамките на Влен, сепак тоа е друга комбинација која не би навлегол, но тоа што ние сме го кажале одамна, што го потврди премиерот, за кадрите кои ќе ги предложи Влен, ќе одлучат органите на Влен. Сега ќе ги задржите истиот број министри во владата? Да, мислам дека тоа... И на Арбен Фетај позицијата ќе се пополни со кадар на Влен? Да, мислам дека тоа е првичен договор. Сега, кој има реконструкција, ќе збориме за кадровски решенија. Разговарате за евентуална ротација на ресори? Па, ние сме подготвени и за ротација. Имате некој предлог што може јавно да го кажете? Уште рано, но пошто брзо беше конгресот на Влен, веќе ќе одиме по друга линија. Сега Влен ќе седне и ќе разговара кои ќе бидат нашите позиции во рамките на реконструкција. Сте зборувале начално за тоа со премиерот? Да, начално, значи имаме... Не, мислев околу потенцијална ротација на ресори. Генерално, ние сме го пренеле ставот дека ние сме подготвени и за ротација на ресори. А премиерот ви кажал нешто кои други кадри ќе бидат реконструирани? Не сме го отворили тоа прашање. Треба да очекуваме нови партнери во владата?
Во моментот владиното мнозинство е сериозно и нема некоја, како да кажам, некој сериозен проблем. Имаме стабилно мнозинство, односите, тоа го потврди премиерот и ние го потврдуваме, односите во владата се коректни. Не гледаме причина зашто би имале нов партнер, но истовремено имаме секојдневна комуникација со пратеници кои би можело да бидат дел од владиното. Немате голем бадентер. Тоа е проблемот па не, на власт. покажавме дека кога ни требаше и тоа го обезбедивме. Премиерот како да најави, па потоа исклучи избори оваа година, но не и наредната. Кој е ставот на Влен за оваа тема? Ние сме кажале дека иако како Влен, особено сега кога веќе стануваме една партија, сме меѓу најподготвените партии утре да има избори, но на државата и на граѓаните не и требат брзи избори. И на првичната изјава која беше извадена од контекст на премиерот, имавме реакции од различни политички чинители. Ние кажавме јасно и тогаш дека за прв пат можеби Македонија треба да оди на редовни избори кои се 2028 година и пак стоиме на тој став дека ако гледаме наш личен партиски интерес, ние сме подготвени утре да има избори затоа што ќе се потврдат резултатите од последните парламентарни избори и од последните локални избори каде што ние добивме 10 од 16-17 општини предводени од градоначалници албанци. Значи, гледајќи од наш личен интерес, како и партиски и политички, ние цениме дека сме подготвени кога и да се изборите и сигурно дека поддршката на граѓаните ќе биде на наша страна. Но, гледајќи го интересот на граѓаните, кога ние треба да работиме, да реализираме проекти, да го подобриме животот на граѓаните во ситуација кога се реализираат сериозни инфраструктурни проекти, кога ние сме во фаза на имплементација на проектите поддржани од владата во рамките на општините, каде само во општина Тетово тековно се градат 3 училишта, 2 базени, неколку, веќе цел град, да не кажам, е асфалтиран, значи сериозно канализации, водоводни, отпадни води, атмосферски, значи се гради по цел град. Во ова ситуација која би оделе на избори, значи сигурно дека ова инвестициска офанзива ќе се намали. Сега темата за блокираниот процес кон Европската унија го допревме веќе неколку пати во текот на оваа емисија, кога рековте тука сме да олесниме во комуникацијата со Софија, на што конкретно мислевме? Да речеме, во минатото кога гледавме Ахмети, знаеше да оди дури и во Софија, одеше во Атина. Значи, имајќи предвид дека тоа е чувствително прашање. Ние сме дел од овие процеси од почеток, дека сепак треба некој кој може да биде како мост во случајот помеѓу барањето на Бугарија за внес на бугарите во уставот, каде што и албанците имаат такви етнички барања, прашања, па го имаме тоа искуство како тоа да биде решено, но да не биде на линија на конфликт поставено прашањето, но исто време се додека сме дел од владата, дел од ова држава, ние ги поддржуваме нашите сограѓани македонци во делот на зачувување на нивниот идентитет. Стравот на ВМРО ДПМН е дека уставните измени не се последната таква пречка, билатерална, и дека се само влез во еден процес во кој што ќе се отвараат слични такви теми. Па баш во овој правец. Значи, ние сакаме да ја вратиме таа комуникација меѓу Софија и Скопје во делот на тоа да тоа биде последно прашање пред полноправно зачленување на Македонија во Европската Кога унија. ги анализирате изјавите, поставеноста на поголемиот партнер во владата кон оваа тема, препознавате јасна нивна желба, волја ова да мрдне напред? Значи, тоа не сега. Значи, од почеток, значи, и пред избори и после избори на ова влада
е јасен ставот дека и премиерот и владата се посветени да го решат тој проблем. Ама но 2 години помина, нема ништо. Па добра, ама знаеме што се случи во Софија. Значи, ние не можеме да го решиме проблемот и па да чекаме да дојде влада во Софија и да не каже извини, ама тоа не било проблем. Вашите гласачи ве прашуваат што правиме со ЕУ? Па сигурно, значи не само нашите И што им гласачи, сите кажуваат? граѓани, па тоа им кажуваме дека тоа не е едностранно, значи тој проблем не бара едноставно решение. Значи еве, ние ќе го решевме на почеток тоа прашање, сега имаме нова влада во Бугарија и ќе дојде премиерот ќе вика извини, ама не било тоа наше барање, не било тоа наш проблем. Ние сакаме сега ова. Значи, ние не сакаме да доаѓаме во таа позиција некој во Бугарија да доаѓе на власт, затоа што знаеме, овие 2 години секој 3-4 месеци годишни имаат по 2-3 предвремени избори. Така да се надеваме дека конечно во Софија ќе има стабилна политичка влада со која ќе може да седнеме и да најдеме конечно решение. Благодарам за овој разговор. Фала многу за можноста. Почитувани, благодарам што бевте со нас и вечерва. До крајот гледајте Саботажата. Ќе се видиме повторно в четврток во 20:15. Сеизмолозите изненадија со прогноза дека земјава ја очекува политички земјотрес. Сметаа дека магнитудата ќе предизвика неспокој и немир, кои најсилно ќе бидат почувствувани под падините на Водно во Скопско Црниче. Нивните лични очекувања се дека нема се да биде до толку лошо. Добрата вест е што набргу ќе има избори, после тие избори ќе се случи да партијата која што тој ја предводи се маргинализира и јас се надевам дека и тој и таквите како него за секојаш ќе исчезнат од политиката. Но узбуната изгледа била лажна или барем предвремена, на оние на кои им беше чекиран пат кон историјата. Визата за 2026-та им е продолжена, со опција за обновување. Има некои од партиите што се исплаши од таа изјава, ја следам од избори, но мојот став, вие го знаете, мојот став е дека оваа година избори нема. Но тоа не значи дека лично или организацијски не почнуваат подготовките за соочување со граѓаните. Секој гледа да зафати подобра стартна позиција, па дури и тие што се уште се на функција ги расчистуваат сметките. Не финансиските, туку политичките. Ju a jeni si strukture vlenit në zgjedhjet e ardhshme? Motiko ka përfunduar punë dhe vlen. Секое замилување може и да не представува загуба, особено ако тоа е претпоставка за засилување на капацитетот на тајфата. Поентата е дека така барем, сосема демократски, секој остане во кругот на фамилијата. Ние имаме доволно демократски капацитет и ние во овој момент сме фокусирани единствено кон проширување на нашето семејство во партијата. Тоа ја прави разликата меѓу нас и европјаните. Тие се саможивници, без корен, без род, без наследство. А ние посветено ги чуваме семејните вредности, оти во земја, каде сиромаштијата е традиција. Сите живеат како богаташи. Ама ние не може да се равниме со Европска унија. Европјаните или германците, тие немат ништо. Тие се посиромашни од нас. Живеат 17% под кирија, нема село, нема викендица, нема баба, нема дедо. И на крајот, за да нема никаква сомнеж, баш за ова постојат проекции. Меѓународни, финансиски, научни. И на запад веќе состојбите не се такви какви што беа. Гледате какви се случувањата. Се очекува, значи тоа се некои проекции кои што ги имаат меѓународните финансиски институции во следните 10 до 15 години големи европски земји, околу 10 кои ќе банкротираат. Кај нас е лабаво, мирно и без паника ќе си чекаме. Оти може да банкротира само тој што веќе има нешто.